70 книги и над 70 други трудови. Тука влегуваат студии, статии, критики, полемики, рецензии, објавени во научни списанија, зборници, весници и други публикации во земјата и во странство, преку забележителни учества на домашни и на меѓународни научни конференции. Професор доктор Марко Китески е познат и признат истражувач на македонскиот фолклор како традиција, но и како современа духовна и културна состојба. Исто така, вие сте и автор на голем број радио и ТВ емисии, кои како трајни вредности се заштитени во архивата на македонската радиотелевизија. Ова е кратко сиже. Ви благодарам. Како течеше вака, вие кога би се навратиле ретроспективно за овие 50 години творештво? Значи, кога човек ќе влезе во 8-та деценија, кога ќе наполни 74-5 години, кога зад себе ќе остави 5 децении творештво, 70 книги, како што споменавте, и други трудови, и кога ќе добие највисоката државна награда за наука, навистина ќе биде задоволен, бидејќи имало за што да се работи, ете некој го вреднувал тој труд, што го оставаме за наредните генерации да продолжат да истражуваат, да продолжат со афирмација на македонскиот фолклор, со афирмација на македонската народна култура воопшто. Познат сте како истражувач на фолклорот, на традициите, на обичаите, на македонските православни празници и буквално ние новинарите често знаеме да ве цитираме, да ги читаме буквално вашите текстови, се со единствена цел точно да информираме за празниците и претходно, како што спомнав, и долгогодишен истражувач на фолклорот и на традицијата, и мораме некако да констатираме дека на вистина не само како трајни вредности веќе влеговте и во некои лектири и учебници за основците. Сакам да кажам дека огромен уметнички и научен и образовен материјал оставате за идните генерации. Секоја чест. Добро, тоа ми причинува задоволство, што трудот вложен во изминативе 5 децении да се оформи во толку книги што ќе останат придобивка за наредните генерации, но поводот налага да споменеме дека 11 октомври е светол празник за македонскиот народ, ден кога македонските дејци во окупирана Европа не се помирија со судбината, туку кренаа во стание, свесни, визионерски, дека не е тоа нешто што треба да остане долго време. Затоа сметам дека треба повеќе споменот за овие борци од 11 октомври, асномците, учесниците во Втората светска војна, треба повеќе да се негува и да се афирмира. И сакам да упатам еден апел, спомениците на овие луѓе треба да се обноват, запуштени се, ние имаме можност да видиме спомен чешми, спомен костурници, разни споменици кои што се оставени на забот на времето. Редно е да се обноват, споменот за овие луѓе да се врати, да бидат почесто присутни и на медиумите, но и во учебниците, во образованието. Инаку фолклорот е најголемиот аргумент за нашата национална посебност, но фолклорот во последно време е исфрлен и од наставата и од медиумите, некако ставене на втор колосек или на никаков, на слеп колосек, иако фолклорот, како што рекове, најголемиот аргумент за нашата национална посебност. Сега го подготвувам 5-тиот том од одбраните дела, тој ќе биде посветен на фолклорот во Македонија, на собирачите, на
фолклорот во одредени региони, најзначајните собирачи, помалку познати собирачи на македонски фолклор и така, па планираме и нови книги. Во време кога празниците, христијанските празници не беа многу популарни да се истражуваат и да се афирмираат, јас работев на тоа и така настанаа тие неколку книги за македонските празници. Сметам дека е тоа важен дел од народната култура. Не се тоа само христијански традиции, тоа се и народни традиции кои што се преплетуваат и кои што му даваат една специфика на македонското живење. Последните години го привлече вниманието буквално. Го направивте 10-томното, исклучително важно издание под заеднички наслов Македонски народни умотворби. Тука влегува многу наслови. Да, тоа се 10 книги, македонски народни умотворби, антологиски избор на најубавото што го создал македонскиот народ. 5 книги се народни песни, 4 народни приказни и една кратки жанри, пословици, поговорки и така натаму. Од сето она што е објавено и нешто што е необјавено, до кое што имав пристап, го одбрав најубавото, најубавите песни, најубавите приказни. Има околу 1500 песни, околу 500 приказни, значи тоа е најубавото што го создал македонскиот народ и како литература тоа може да се истакне, да се споредува со најубавата литература во светот. Навистина, човек кога ќе се занимава со се она вие што сте го напишале, зборуваме од новинарски аспект, не сме научници, навистина секоја чест и мислам дека сте еден од ретките што ова го направи за нашата држава. Ви благодарам, направив тоа што можев и што сметав дека треба да се направи. Народната култура е богата, македонската народна култура, македонскиот фолклор, обичаите, другите творби на народниот дух, сето тоа е едно големо богатство за кое што мислам дека не е доволно афирмирано. Треба да се работи повеќе на негова афирмација, бидејќи ние имаме со што да се пофалиме пред светот. А тоа е она што ја прави нашата национална посебност.